Изградбата на кружни текови значително го зголеми нивото на безбедност во сообраќајот. Ваков е ставот на надлежните, а за тоа велат показател се и статистиките кои покажале намалување на бројот на сообраќајни незгоди во градот. По изградбата на кружен тек кај спомен Костурницата и Јавона, општина Велес неодамна презентираше план за изградба на кружен тек и на крстосницата кај гимназијата, а два помали ќе се градат и кај Евана и на местото каде сега се поставени семафорите. Значи, самите показатели говорат средното. За овие 3 години се изградени 2 кружни тека. Нити една сообраќајка на самите кружни текови немаме досега пријавена. Официјално, нити една. Претходно имавме, поготово за тешки возила на кружниот тек и Костурница, секој втор, трет ден проблеми со сообраќајот. Имавме често пати превртување на тешки теретни возила со оглед на начинот на аголот и така натаму. Да не говориме за Авона, каде што имавме континуирано помали, поголеми сообраќајки, безбедноста на движењето на возилата, со тоа безбедноста на граѓаните е на максимално можно ниво. Кружниот тек ќе биде со диаметар од 26 метри, а внатрешниот круг со диаметар од 14 метри. Сообраќајницата околу него ќе биде со ширина од 6 метри. За реализација на проектот општина Велес ќе инвестира 4 милиони денари. Според анализите на стручните служби, токму крстосницата кај Панини представува тесно грло, каде има најголем застој во сообраќајот. Оноа што се случува, поготово во 4 саатот, меѓу 3, 4, 4,5 и на Савајле околу 7 кога одат на работа и кога се враќаат луѓето од работа кај Панини, а и вечерните часови, е по-проблематично, има поголеми реакции на граѓаните, бидејќи бара да се реши тој сообраќајен хаос што настанува таму, отколку да се изгради еден кружен тек. И мораме трендот у светот да го следиме со кружни текови, не можеме поинаку. Бидејќи безбедноста и на граѓаните и на оние учесници во сообраќајот и на возачите, а со тоа и штетата на возилата што настанува, ќе се намали. Планот на општина Велес е во иднина кружен тек да се изгради и на крстосницата кај Башино село.